Животот во февруари е поскап за речиси 1000 денари во однос на јануари, а трошотите за едно 4 члено домаќинство за 2 месеци поскапеле за над 2000 денари. Синдикалната минимална кошничка за февруари изнесува 67.382 денари, пресмета Сојузот на синдикатите на Македонија. Со изнемен стан од 60 квадрати пак вредноста се зголемува на 82.757 денари. Секое семејство на работниците е посиромашно за 2000 денари за само 2 месеци. За 24 месеци, односно онолку време колку што одбиваат да зголемат минималната плата, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за повеќе од 10.000 денари и затоа, наместо да се препукуваат на грбот на работниците во парламентот и политичките партии да застанат со нив, да изгласаат новата минимална плата која треба да изнесува 600 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 6.000 денари. И додека се разгорува битката за повисок минималец, владата останува на ставот дека таа од март ќе порасне од 25 до 30 евра согласно законското согласување. Министерот Дурмиши деновиве на пратенички прашања ја обвини опозицијата дека прави политички маркетинг со минималната плата. Во основа на Евростат податоците, куповната моќ на нашата држава е пред Турција, Црна Гора, Бугарија, Чешка, Естонија, Албанија. Колку е куповната моќ на една минимална плата во земјата и ние сме пред сите овие земји кои што јас ги напоменав. Ние не сме против зголемувањето на минималната плата, но тоа треба да се зголеми, врз основа на параметрите, на економските параметри, треба да се зголеми кога ќе се зголеми продуктивноста. Се само пак остави простор на владата и работодавачите до крајот на февруари да се договорат за зголемување на минималната плата на 600 евра. Во спротивно за март најавуваат протести и генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор.